Почитувани гледачи, почитувани ловци, добредовте повторно назад во емисијата Жива цел. Како што може да забележите, оваа емисија денес нема да снимаме од нашите терени из Македонија, односно ќе ја снимаме од нашето студио. А причина е за тоа, бидејќи ловната сезона заврши и сега конкретно ќе збориме за чистењето на оружјето кое сме го користеле преку текот на целата година, односно негово конзервирање, за да може истото да отстои до почетокот на новата ловна сезона, а да нема некои последици, односно корозија на истото. Па ќе започнеме прво со оружјето со жлебани цевки, односно народно кажано ловниот карабин. За да го направиме истото, односно да го конзервираме истото, најпрво треба да се ослободиме од оптиката, односно оптичкиот нишан, се разбира кај што го имаат на тие пушки. Таму кај што нема оптика, продолжуваме со следната постапка. Го притискаме делот кај што е оптиката, за да може истата да се ослободи од шината. Така. Истата ја тргаме на страна. Значи сега имаме така наречено гол карабин. Најпрво што треба да направиме, значи да го извлечеме затварачот од карабинот. Тоа го правиме на следниот начин. Секој карабин си има свој начин на вадење на затварачот. За овој тип на карабин има тука едно дугменце, кое се притиска, за да може истиот да излезе. Прва работа, значи го отстрануваме на страна затварачот. Отвараме магацинот, значи чистење на магацинот, чистење на цевката, внатрешно, надворешно, и тоа е тоа. Ќе земеме прво прибор. Значи најпрво треба да земеме четката за чистење на барутните гасови кои се задржани во цевката. Тоа ќе го направиме со челичната четка. Ова е тоа, челична четка. И тоа го правиме од задниот дел од кај орозот. Ја гураме, значи, четката низ цевката и со лесни движења напред-назад стругаме по истата. Од кога тоа сме го направиле, ставаме пластична четка, за да може да ги исчисти оние прљавштини од барутот кои се задржани во цевката. Па тоа го правиме со пластичната четка. За да на крајот земеме кончана четка, така наречена глувче, така вика телот ловците. На истата ќе намачкаме малце од средството за конзерванција, значи улје специјално за конзервирање, и неколку пати ќе поминеме низ самата цевка. Така да го заштитиме внатрешниот слој на цевката. Од кога тоа сме го направиле, земаме една сува крпа и ќе ја пребришеме
целата, значи, пушка, односно оние метални делови кои сакаме да ги заштитиме со средството за конзервирање, нели, на металните површини. Значи, подетално ќе ја пребришеме, пошто има некои делови на самата пушка кои се недостапни со вака со крпче да може да се забришат, ќе мора, значи, да користиме едноставно со чепкалки, нели, за уши. И ќе пројдеме на оние места, нели, кај што треба да се пребрише, а не можеме тоа да го направиме. Може да погледнете кај што има жлебови овој дел. Кај што стои оптиката. Тука не можеме со обична крпа да пребришеме и мора да се снајдеме на некој начин. А тоа најдобро ни одговара со овие чепкалки. Може да забележите и самите колку има прљавштини на самиот дел од тие жлебови. Такви делови има и во самиот магацин на оружјата. Тие жлебови се по овој дел, по самиот магацин. Ќе го пребришеме целата метална површина, значи детално, нема што да брзаме, бидејќи тоа е таа постапка која треба да ја направиме за после оружјето да не биде очистено или безбедно до крајот на, односно до почетокот на новата ловна сезона. Мора добро да се пребрише пред да истото, нели, го конзервираме со специјално масло за конзервирање на оружје. Значи, ова не се конзервира класично, нели, со оние масти кои што се прават за оружја кои се конзервираат по десетици, 20 години, нели, што стојат во сандаци за оружје, како што е тоа во војската, полицијата, бидејќи ние за неколку месеци истото оружје повторно ќе го користиме и ќе настане проблем, нели, за негова деконзервација. Од кога детално ја пребришавме целата метална површина на самата пушка, може да пристапиме кон нанесување на слој, нели, со маслото за конзервирање на оружјето. Постојат неколку видови на масла, нели, за или улиња за подмачкување на оружје. Секој си има свој начин, нели, на користење. Јас го користам ова масло долги години и се покажа доста ефикасно. Ќе земеме едно памукче, најдобро тоа не да ставаме на самите метални површини, значи не да ставаме, него едноставно ќе ставиме на памукчето. Е така. И ќе почнеме, значи, од самата уста на цевката со прибришување на сите метални површини. Не треба да брзаме. Значи, вака ги прибришуваме, го отвараме магацинот, ќе го пребришеме и него, секој дел метален на магацинот. Тука има и пластични материи во самиот магацин, но не смете и истите да ги прибришеме со ова средство за конзервирање. Каде што, кажам пред малку, каде што не може да пристапиме со памукчето, ставаме масло на или улје на чепкалката и ги поминуваме оние места каде што немаме пристап со памукчето. Оние мали жлебови, кои ретко ги чистиме, додека ги чистиме оние редовно, нели, после секој идење на лов или враќање од лов,
ретко дека некој ги чисти и тие жлепчиња. Чистим и орозот. Значи, каде што е кочницата на оружјето, може тука да сипеме неколку капки, кај што се истата движи. Не многу улје, него неколку капки, да приде до самото осовинче, кај што, евете, кај што се движи самата кочница. Истото може да се направи и на жлебот кај орозот, да капнеме неколку капки и тие ќе си пропаднат поред самиот ороз до натрешниот дел на главата. Може да се забележи како металот свети. Тој сега во моментот е масен, но со тек на времето на стоење истиот може да се засуши, но сијајот ќе остане. Сега со раце допираме делови од металните површини и гледате на самото место кај што ќе допреме, може да нашите камери ќе се забележи. Самото масло нели го тргнуваме со нашиот прст. За на крајот тоа повторно ќе го пребришеме, нели, но ќе одржиме само дрвените површини. Бидејќи на оние места сум приметил, поготово кај заставеното оружје, кај ловното оружје, на некои места кај што сме допирале со раце, на неколку точки се појавува корозија. Ево, од кога го пребришаме и тој дел, сега ќе го вратиме затварачот. Чекај, први него ќе го пребришеме, да. Значи ќе држиме за самото раче на затварачот, а другиот дел ќе го премачкаме. Тука на самото дупченце од кај што излегува иглата ќе му ставиме една капка улјенце, значи да се подмачка и внатрешниот дел. Што би се рекло, нема зијан од една капка масло. Потоа го враќаме затварачот нели на неговото место во самото оружје. Откочуваме и испалуваме. Повторно прибришуваме оние метални делови нели што сме ги паќале со рацете. Уште еднашка, но сега овој пат нема да допираме никакви метални површини. И тоа е тоа. Не смета и самото дрво, нели, нежно така да го пребришеме со остатокот од маслото кое што е на памукчето. Исто така да не заборавиме и овие метални држачи за каишот кои се навртени на самата пушка, зашто може и тие да кородираат доколку не се подмачкани. Ете, ќе ги премачкаме и тие. Еве, задниот дел. Зашто многу често знаат и тие да кородираат. И на самата каишница и тој метал дел, не едно одмет, нели, да го поминеме со тоа масло. Повторно фаќаме пушката за дрвениот дел. Ќе погледнеме некаде да не имаме отисок од прсти, да не случајно сме ја повторно фатиле. И тоа е тоа. Оптиката нема да ја ставиме сега на пушката. И истата е спремна за да иде во сошка. Може сами да видите сијајот на самата цевка, нели, и другите делови по подмачкувањето со средството за конзервирање. Слободно
може да стои оружјето и до 1 година и истото да нема никакви последици од корозија. Значи, тоа е тоа. Сите метални површини се поминати со средството за конзервирање на оружјето. И сега пушката, карабин 557 е спремна да иде во сошка. Тоа е се за овој вид на оружје со жлебани цевки, па по краткиот джингл ќе збориме нешто за ловната пушка 16 или ИЖ-27. По краткиот джингл, се враќаме повторно во студиото и сега ќе говориме нешто за конзервирање на ловната пушка ИЖ-27. Значи, ова е таа пушка. Стара е 50 на години, но ако ќе погледнете, ова е чистена, значи, пред 3 месеца. Видете, има сјај, како да е сега чистена. А стара е од 72 година, значи 51 година. Значи, секој оружје се сака одржавање, бидејќи ако истото го запоставиме, нема ни да го имаме. Прво ќе пристапиме со тргање на дрвцето што држи цевката. Ја раздвојуваме цевката од главата, односно од кундакот. И ќе земеме приборот за чистење на внатрешниот дел прво на цевката. Истиот принцип како и кај оружјето со жлебани цевки, односно кај карабинот. Започнуваме со челична сечка. Некогаш може да ставиме и крпче, кој ќе поминуваме со четката, за истото крпче, да ги собере оние прашинки или струготини од барутот, кој ќе ги острани самата четка, од самата цевка, внатрешниот дел на цевката. Тоа е тоа. И започнуваме со постапката, чистење на самата цевка. Значи, кога го правиме тоа, може да приметите како излегуваат струготини од самата цевка. Тука може да се види, значи, прљавштини од барутните гасови, мислам честицки, кои се наталожили на самата цевка. Следна постапка е поминување, со пластичната четка, која треба да ги острани останатите честици од барутните гасови кои се закачени на самата цевка. Тоа го правиме на истиот начин. И погледнуваме кроз самата цевка дали има нешто останато, истата е чиста. За на крај да го поставиме и глувчето, на кој ќе капнеме неколку капки од маслото за конзервирање, не многу. Ќе извлечеме крпчето и ќе поминеме кроз самите цевки. Вака, значи
Чистиме со глувчето, нели, или така до крај на цевката да се појави. Толку и извлекуваме назад. И другата цевка. И тоа е тоа. Така. И тоа е тоа што треба да се направи за внатрешниот дел од цевката. Значи, може да се види наслаги од улјето за конзервирање. Од кога тоа го направивме со внатрешноста на цевката, од кога тоа го направивме, земаме повторно чиста крпа и ќе пребришеме самата цевка по целата надворешна површина. И тука исто како и кај карабините, нели, има места каде што нема може да пристигнеме со крпчето, па ќе се послужиме со чепкалката. Може сами да погледнете. Тука не може со ништо друго да се приде, освен со чепкалката. Може да забележите колку е тоа црно. И покрај тоа што истата е чистена, нели? Значи, од кога пребришавме цевката, следна постапка е пребришување на главата или кундакот на самата пушка, на сите оние делови, метални делови, но не е на одмет, нели, да го пребришеме и дрвениот дел. Клучот на затварачот, нели, го трагаме на страна, да може да придеме до максимално колку што можеме да изчистиме од металните површини. Повторно доаѓаме до оној проблем што го кажувам, каде што не можеме со крпче да изчистиме. Ја користиме, односно го користиме овој инструмент, така да го наречам чепкалка за уши. Може па да видите колку е тоа прљаво. Пак ќе напоменам и покрај тоа што оружјето е чистено пред 2 месеца. Откога го пребришавме, преминуваме на постапката за премачкување со средството за конзервирање на оружје. Земаме повторно чисто памукче. На истото нанесуваме од маслото за конзервирање и почнуваме повторно пак со цевката. По иста постапка како и со ловниот карабин. Може да се забележи, нели, или самата камера може тоа да го забележи, како добива цевката сјај. Како да е пластифицирана, а во суштина тоа е заштитниот слој од корозија. И тука повторно ќе забришеме држачите за ременицата, ќе ги накпасиме со ова средство, да не кородираат истите. Бришеме кај клучот на цевката за нема што да брзаме, значи секој милиметар од цевката треба да биде заштитен или поминат со средството за конзервирање. На оние места, значи пак ќе повторам, кај што допираме со рацете по самите површини, од кога истата ќе ја склопиме на самото оружје и кога ќе имаме можност да држиме за дрвениот дел, повторно ќе ја поминеме целата од надворешната страна, за да бидеме сигурни дека целата површина е помината и заштитена од корозија. Продолжуваме, нели, исто така и на главата на пушката со средството за конзервирање, нели, на оружје на секој милиметар од металните површини, а нема зија, нели, да се
подмачка и дрвениот дел. Бидејќи тоа го правам 20 и повеќе години од кога јас имам оружје, а претходно сум модел и со мојот татко, уште од мали нозе, моја задача било секогаш кога ќе се вратиме од лов, истото да го чистам. Како за почеток, така се станува почеток ловец. Чистиш оружје и носиш ранец, Пак има овдека такви места кај што не може да придеме со памукчето, зимаме повторно чиста чепкалка, нанесуваме на неа неколку капки од маслото за конзервирање, односно улјето за конзервирање или средство за конзервирање, кој како сака. Ставаме на овие позиции. Еве видите, може да видите како се движи орозот тук. Тој дел тук. Исто и од другата страна. А не е лошо, јас практикувам да капнам и на тие места по неколку капки од маслото. Една, две, една капка. И истото го разработуваме. Бидејќи главата не ја вадиме, треба да се отштрафи задниот дел, па да искочи главата, ама тоа нема потреба да го правиме, бидејќи редовно се одржува, оружјето, бар ова што го имаме ние. И внатрешниот дел, еве ќе покажам према другата камера, и внатрешниот дел, има такви неприступачни места. Овој дел, кај што е клучот за затварање на цевката. Еве и тие. Длабината на оружјето, кај што има жлебови. Овие местенца околу на крајот на главата, на цевката. Исто така, не знам колку може да се види на камера, тука има еден жлеб на самиот клjuč на затварање на цевката и тука ќе капнеме една капка улјенце. И две, не е ништо страшно. Ќе го разработиме, ќе капнеме и на самите клjučiња, која затвараат цевката, која држат тврсто за главата. Го разработуваме неколку пати. И во суштина, тоа е тоа. На крај останува и држачот за цевката, која спојува со главата, односно со кундакот на пушката. Исто тоа ќе го подмачкаме со памукче, тоа што може да се подмачка. И тука има некаде пружина федерче, кај што се превиткува, што отвара, што работи на отварање на, да може истото, да се извади од цевката. Не е лошо и тука да капнеме неколку капки. Тоа е тоа, ќе го разработиме малце и уште една работа, да не заборавиме и овој дел од дрвцето. Ете, може да видите, и тој треба да се подмачка. Исто и тука има жлебови. Ете ги. Со ништо друго не може да придеш, освен со... може да видите пак како има прљавштини во самите жлебови. Некогаш може да направат проблем, па да кочи, па тешко да се вклопува во самата цевка. И овој дел треба да иде многу лесно. Може да видите самите колку иде тоа лесно. Сега кога ќе го подмачкаме две капки на него, така, една од една страна, една од втора, и сега може да видите самиот дел како си иде. Тоа е тоа, значи тоа е добро подмачкано, мислам, конзервирано. Истото нема опасност од корозија. Сега ќе пристапиме кон склопување на самото оружје, значи мора да фатиме цевката за метална површина,
И на оние места кај што ќе ја фатиме цевката, мора повторно да вршиме пребришување на истата. Ја ставаме, значи, во клучката, ја затвараме, одма ја пребришуваме на тоа место, бидејќи тука ќе дојде и третиот дел од оружјето и не ќе можеме после да пребришеме. Го поминуваме тој дел цело. Го ставаме дрвце, значи го држиме за дрвениот дел и го притискаме. Кога све е подмачкано, значи нема никаков проблем за лесно склопување на истата. И повторно поминуваме целата и оние сите метални површини, но во овој пат држиме само за дрвениот дел од оружјето. Ја поминуваме целата пушка. Бидејќи тоа ќе биде за наредните 6 месеца. Додека не почне, нели, новата ловна сезона. Може да се забележи како самото оружје добива сјај. Тоа во кратки црти, драги гледачи, околу чистењето или конзервирањето на оружјето, кое треба спремно да ја дочека идната сезона. А до тогаш се гледаме повторно, нели, со некои други емисии. Гледајте не, следете не и се гледаме повторно. Имате добар поглед.